Добро дојдовте назад, Мундокаст, епизода 9. Наш денешен гостин, едно добро познато спортско име во македонската фудбалска јавност, еден од најпознатите спортски работници во нашата земја, би рекол и човек со првата престижна Харвард диплома за спортски менаджмент, генералниот секретар на фудбалскиот клуб Работнички, Ненад Монев. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ненад, како се чувствуваш во ова време кога светското првенство веќе полека кулминира? Верувам ги следиш надпреварите, следиш се што се случува околу фудбалот, па еден накраток твој осврт или твоја гледка на сето тоа. Па да, колку што ми дозволува времето, гледам некои надпревари, меѓутоа знаеме кој е најголемиот проблем, да го речам, нели сатниците кои што малце во Европа не ни одговараат и тешко се прилагодуваме на тоа, меѓутоа ете сега се проречија и можеби можеме некако да ги испегламе тоа и касно навечер да ги гледаме овие надпревари, некако се у некое време во кое што ни одговара малце повеќе, посебно овие кои што стануваат се поинтересни заради самиот момент на елиминација. Генерално гледано од организацијски аспект, 48 репрезентации, мислам една голема, како да кажам, еден голем предизвик од организацијски аспект. Сепак мислам дека сега за сега добро се хендла. Имаме нели три различни држави во кои што се организира. Знаеме и самите дека тоа се држави кои што имаат одредени потешкоти со визен режим, со сето тоа. Така да сметам дека сега за сега е окей, со некои исклучоци кои што нели преку социјалните мрежи ги гледаме дека од аспект потврлила организацијата ваму или онде, меѓутоа сметам дека како одминува времето, дека се мундијалот, дека едноставно се подобри, мислам ќе продолжи така како што беше до сега. Од нормално некои изненадувања, некои веќе си заминаа дома репрезентации. Искрено сметам дека голем фактор во самиот на ваквите мундијали, каде мислам дека е она должина на нели на самиот сквад. Значи колку квалитетни играчи имаш и на клупата, бидејќи се играат елиминациони, посебно сега надпревари кои што да речам се играат во едни тешки временски услови и знаеме дека поголеми горештини, сето тоа захтева одредена, да речам, таа рекуперација позната кај нели со тренерски жаргон да се изразам, е многу битна за брз опоравак на играчите. Така, што добивме еве со овој историски нели формат или оној шампионски лига на шампиони стайл? Што добивме, а што изгубивме? Повеќе на квалитет, повеќе на тактички намудрување, како што кажавте, пресудна е долгата клупа. Па видете, од аспект сепак им се дава шанса со новиот систем, им се дава шанса и на, да речем, условно и помалите репрезентации. Сега ја на пример прочитав една низа на коментари пред се како дека е зголемен, како да речем, можноста да влезат репрезентации, но тоа со Европа не значи, као за европските квалификации не значило ништо. Така, од 16, нови само 3 се да, места за Европа. најмалце се засегнати европските репрезентации. Да, а додека другите континенти се, да речам, позастапени и другите конфедерации. Така да, сметам дека добро е што им се дава шанса, меѓутоа од друга страна пак ќе кажам дека сето тоа нели викаат за разводнување на квалитетот, дека ќе допринесе, меѓутоа гледаме колку изненадување има пред се од помалите, да речам, од репрезентациите кои што не очекувавме можеби да дојдат толку мислам врз основа на нивниот индивидуален или колективен квалитет, нели поминаа дури и групна фаза и сето тоа, така да сметам дека што повеќе репрезентации, повеќе изненадувања и мислам дека е интересно да едноставно она што е и главната девиза на фудбалот е достапен за секого, едноставно да им се даде шанса на што поголеми, едноставно тоа е поголем број на држави и на репрезентации кои што живеат за фудбалот, ова да речем овој месец, а сепак тоа е континентално надпреварување, кое што светско надпреварување кое што се случува еднашка во 4 години. Така да мислам дека форматот е добар, гледано од аспект на нели квалитет на надпревари, бидејќи немаше некој особено кој што барем по резултатите немаш некој драстично, можеби беа ретки, меѓутоа горе-доле бевме и сведоци на многу квалитетни репрезентации кои што едва и на самиот крај успеваа да победат во тие надпревари, така да генерално мислам дека е окей. Гледано од аспект на можеби на ТВ правата и колку има интерес за тие, затоа што тоа е секако составен дел на нели во самата организација и генерира голем број на приходи, посебно за FIFA во гледајќи од тој аспект. Нормално дека сите сакаме да гледаме секој ден, буквално ако може да играат нели Англија и да речем и Шпанија,
Меѓутоа ете, таков е системот и едноставно тоа светско првенство со голем број на земји мора да има и некои неатрактивни, кои што од страна на она што мислам дека беше као проблем и што се најавуваше дека посетеност ќе нема заради цените на билетите, заради вака гледајќи по она што го гледам и што го пратам, гледам дека сосема е солидна посетеност. Едно прашање блиско до овие теми до сега што ги отворивме, па пред да загребеме малце во случувањата на светското првенство, почнувајќи од светското 2002 во Кореја и Јапонија, Јужна Кореја и Јапонија, нели ФИФА спроведе една политика за популаризација на фудбалот преку светските првенства на сите континенти. Меѓутоа, еве имавме светско првенство во Катар, имавме во Јужна Африка, сега се одвива во 3 земји во Северна и Централна Америка, имаме Русија која што се протега низ 2 континенти. Многу замерки има светските првенства токму во Јужна Африка, во Катар, дека не е тоа на ниво како што би го организирале можеби некои европски федерации, европски земји. Има ли логика во ова или едноставно земјите си имаат доволно време кога ќе им се најави да се подготват за светско првенство? Видете, мое искрено мислење дека сепак нели толку се мокни медиумите и толку е, значи, да речеме, вашата бранша или вашата професија е толку, посебно спортот е многу популарен за нејзе и особено кога се случи едно вакво континентално надпреварување, секогаш имаме некој кој што нели читаме некои информации од типот на нема да стигнат или нема да биде, пак им го земат заради, меѓутоа тоа се сериозни организации, верувам дека и они се соочуваат со одредени, да речам, рокови во аспект на организација при припремата и при, да речам, во процесот и во креирањето на стратегијата, во планирањето на таков едно надпреварување. Меѓутоа, видете, фудбалот се менува често, нели, и едноставно со една голема динамика оди напред. Порано се одржувале претежно во една држава, да речем, светско првенство. Сега мислам дека и модерниот фудбал и самата потреба дека веќе сите го подигнуваат нивото и имаат одредени критериуми кои што може да задоволат да се организира еден таков голем, да речем, големо надпреварување, дали се работи за светско, европско првенство, олимпијада или било што, и сметам дека баш поради тоа се расплинува во повеќе држави за да во една, да речам, во 4 години, во еден циклус во 4 години се офатат барем тие 3 земји. Па за 4 години да се премести на друго место. Гледано на пример имаме, тоа го истакнав и кога разговаравме, на пример светското што беше во Катар пред 4 години. Значи во некој, да речам, радиус од 40 до 45 километри помеѓу сите, тоа е најдалечната точка помеѓу стадионите што се случувало, значи, за време за организација. Од аспект на логистика, организација и сето тоа било феноменално организирано. Се е тук. Да, буквално дека еден навивач може, доколку има можности, да присуствува на сите можни надпревари на светското првенство. Додека овдека имаме, на пример, сосема друго. Сега тоа е, нели, во сите држави што се дел од Соединетите американски држави плюс Канада имаме плюс Мексико. Сето тоа, значи, од аспект на логистика и затоа некои одредени, да речам, барања кои што мора да ги задоволи организаторот, но сепак сметам дека добро е тоа што, нели, во различни региони, ако речеме географски, заради поголема афирмација на фудбалот. Едноставно, пак ја кажам, фудбалот е, нели, достапен за секого и секој треба да ужива во благодетите на фудбалот, така да тоа е окей. Ајде, од аспект на организација и логистика, што велиш, уште кратко, колку на вистина на фудбалот му беше потребно ова со прекиниве за освежување, хидратација, како што и славниот Марадона пред 10 години кажа и предвиде ФИФА планот е да се направат 4 полувремиња, се со цел ФИФА да ја наполни касата. Дали на вистина не сакам да фудбалот имаше потреба од повеќе одмори? Сепак се е во рацете на организаторот. Значи, тие, да речем, одредени правила при организација на вакви надпревари, да речем, еве ФИФА како организатор, нели, установила дека тоа е потребно заради високите температури. Меѓутоа, она што јас можам да го кажам повторно према правилото, еве, например, ја имам искуство со меѓународни надпревари на кои што УЕФА квалификации кои што ги играло и работнички и други надпревари сме гледале и во Лига шампиони или, значи, во групна фаза, доколку има временските услови кажуваат дека е над одреден, например, над 32 степени во моментот, судијата има право да го даде тој кулинг брейк. Значи, меѓутоа тоа се одредува пред почетокот на надпреварот или пред почетокот на полувремето е со најава дека условите.
Од друга страна па имаме ситуација во кој што знаеме дека на неколку стадиони сега на светското се игра и во буквално се затворени, каде што климатизацијата и сето она како да кажам, амбиентот за играње на фудбал е доведен до некои идеални услови, сигурно таму не надминува некој 32-33, него ние што ни се, нели, што ги гледаме по сонце, по големи горештини што се играат, така да ако ме прашувате мене од аспект на, нели, регулативите кои што ние ги имаме во европскиот фудбал, тоа е, нели, да се одреди кој е во моментот, кои се условите под кои што се одигрува тој надпревар. Така е оставено на слободна проценка на судијата и моментално во тој, затоа што може и сред лето да биде, ама да биде, нели, не знам, дожлив ден или било што, па тие да не се надминуваат некои минимум критериуми. Меѓутоа овде као нешто е однапред и сето тоа остава замка дека, нели, заради реклами, заради не знам дали например се сеќавате, лани беше за прв пат светско клупско што се организираше во Америка. Таму например имаше една појава која што викаше, не знам, potential storm и одеднашка сите застануваат, значи потенцијална бура, сите застануваат, сите се повлекуваат, нели, во сооблекувална, додека например тоа за мене искрено беше нешто ново, од аспект заради тоа што јас сум бил например на надпревари кај што се играло и со невреме. Во моментот судијата го одлучува тоа дека треба да се прекине поради едноставно дали е пороен дожд или нешто. А овдека некако како малце и самата, мислам како да кажам, самото мислење дека се американците упрашање некако остава одредена се нешто дека они го прават заради ова, заради тоа. Меѓутоа, главната причина зашто и како, тоа не можам да го знам. Она што е најактуелно, веќе имаме една полуфинална двојка, тоа е Франција-Шпанија и другите две четвртфиналиња, еден полуфиналист ќе ни дадат Англија и Норвешка, другиот ќе ни го дадат Аргентина и Швајцарија. Очекувано, неочекувано, и еве, можеби Англија и Аргентина се позвучни како имиња и како фудбалски земји од Норвешка и од Швајцарија, но колку би можеле да ги изненадат овие? Па секогаш сме имале ние на вакви надпреварувања по некоја репрезентација која што, нели, била изненадување на првенството, да речем. Сепак пак ја кажам она што го кажав претходно, сметам дека тој deep squad или тој квалитет на играчи што го имаат и на клупата за резерви, кој што им дава простор на селекторите за ротација, сметам дека е еден од битните фактори таа свежина на играчите, значи да може да направи замена селекторот и повторно да внесе некој квалитетен, а не да игра некој принудно на таа позиција, сметам дека им дава предност. Меѓутоа еден друг фактор кој што го гледам, сепак не можеме да го оспориме, и заморот кај сите овие, еве да речеме англичаните кои што играат, нели, грото од нив премиер лига, да речеме, и нивото на надпревари кои што се играат во една или во друга земја, да речем, или имаш репрезентации, еве например ко Мароко што, нели, играат за репрезентација, меѓутоа никој од нив не игра во домашното првенство, сите се играчи од странство, повторно ти играат на некое, дели на некое високо ниво, можеби не во највисокото, меѓутоа пак играат во некој ниво. Така да сметам дека сега за сега е очекувано до негдека, затоа што искрено пона што го разговараме, сметам дека Франција е еден од фаворитите. Меѓутоа, секогаш се остава оној момент што го носат сами по себе, оние нокаут фаза, оние ситници кои што влијаат, нели, она преска што го истакнавте дека, нели, до 13 минути пред крај на преварот вода и со 2-0, па се случува 3-2. Така да можеби кога ќе ги видиш резултатите вака само како завршени, може и се очекувани, ама кога ќе видиш што внатре се случувало и како било, се одвивал мечот, ќе видиме дека решавале нијанси, така да ништо ситуацијата не ме чуди. Мислам дека, меѓутоа пак ќе кажам, предност давам на Франција, можеби, а ваму на овој дел не се знае ништо. Некако буквално сите се тука некаде. Да. Од досега прикажаното, ако треба да издвоиме фаворит кој не успеа да е во битка за титулата, кого би издвоиле како селекција која најмногу разочара? Тука е Германија, Бразил, Холандија, Португалија еве не. Па за мене искрено Португалија. Имав некој очекување дека можеби ќе оди, не знам, подалеку, пред се заради индивидуалниот квалитет, ама некако искрено понашо го видов, некако ми потврлија, дури некако се протна и во некој, освен првиот натура, мислам дека го добија, а после се друго. Со Узбекистан. Да, првиот еден со Конго го изигра. Има, едно знам дека беше као некој, а све друго беше она стаклени уши што викаат, па тоа мислам дека е, а иначе сите останати некако, не знам, искрено не очекував премногу од Бразил, затоа што некако тој, подпирајќи се на индивидуален квалитет, пробаа, нели, со европски тренер, да видат како ќе функционира. Баш Марио се изнафрла завчера и дрва и камења по Анчелоти дека ја
дека ја италианизирал репрезентацијата на Бразил, дека Бразил идентитетот го изгубил и дека тој италијански стил на Анчелоти што проаѓа во клубски фудбал кај што тренираат по секој ден, не може да пројде во бразилска репрезентација. Па ја исто кажав исто на еден подкаст колеги кој ме викна, разговаравме нешто за овој, викам по мене, моje мислење лично, дека двајца селектори кои што беа на еден голем тест, тоа е дефинитивно Анчелоти во Бразил и вториот е Тухел во Англија. Сами знаеме после Саутгейт колку крена прашина дека германец доаѓа на чело, ние со најдобрата премиер лига, па не можеме ли да имаме англиски тренер да поставиме и сето тоа дигна една лавина на реакции. Меѓутоа ете Анчелоти се случи што се случи тоа, додека па еве Тухел сега, особено кај Тухел на пример што да речем многу од звездите као Фоден или као Мегуајер кои што се очекуваше да бидат во состав, он ги остави домар, Палмер исто да. Нели, сакајќи да каже дека еве овие се тие кои што да речем критериумот без малку му беше, не знам, тие што минимум одиграле толку и толку надпревари, едноставно тие што се во полна форма, тие треба да играат. И сето тоа, знаете како е во фудбал. Сега ќе го кажам ја од аспект, нели, низ мојата пракса 16 години, не во тој во спортскиот дел. Меѓутоа сакаш некој што е составен дел од работењето. Дека ако сега било кој од нив освоеше, ќе беше добар модул, ама било кој сето тоа ќе биде еден огромен неуспех и секогаш тоа е јавна работа која што едноставно што и да направиш таму на теренот доле и сами рековме Јан се решава. Видовме како Норвешка успеа да го елиминира Бразил, иако Бразил играше до последни минути, секунди одличен и напаѓачки фудбал и имаа шанси свој, но не ги искористија. Дали е можно еден Халанд, еден таков напаѓач да може цела екипа да носи на грб и да ја гура еве до самиот финиш? Или колку ќе може Халанд да се носи пак во битката за најдобар стрелец со Ембапе, па и Меси кој не очекувавме можеби дека ќе биде во таква голготевска. Па добро, пак ќе кажам овие како да речам, не сум ја во тој дел на, да речам, меѓутоа ова е лично моја навивачка и сега разговараме, не кажуваме професионално мислење. Меѓутоа сепак има репрезентации, преска кажавме на пример што се базирани на индивидуални квалитети кои што ние што го викаме нели оној жаргон познат како проđe. Да. А има и репрезентации кои што на пример Јапонија што буквално одигра многу добро против Бразил, памтам тој надпревар го гледав, без разлика што изгубија на крај, меѓутоа одигра добар надпревар. Тие се по мене репрезентации кои што тимската игра ги крас. Секако норвежаните како тим, без разлика дали Одегар, дали Халанд или било кој, сами го знаеме Халанд, сега Халанд е нели гол машина и во премиер лига, во да речем условно кажано најдобрата премиер лига, најфизички спремната, да речем со најсилно темпо на игра. Меѓутоа, зашто да не би го покажал тоа на едно? Нели два буквално беа Јапона што го видов минатиот пат против Бразил беа со два индивидуални потези, да речем. Буквално. Меѓутоа, пак ќе кажам, некако биткава се сведе се на еден гол. Значи испадна која репрезентација ќе остане понатаму, по дефолт овие стрелци си даваат секој утакмица по некој гол, испаѓа кој ќе остане до крај, тој таа ќе одаje најдобриот стрелец, така пошто по дефолт Меси дава, Халанд дава, нели Мбапе дава гол и сето тоа. Така да од тоа што го видовме до сега, еве веќе многу селектори што го почнаа светско првенство, не се веќе селектори, се најавува ремонт во Хрватска. Златко Далич напушти, една плејада на постари фудбалери ќе замине, Роберто Мартинез не е веќе селектор на Португалија, Роналдо ќе биде, нема да биде, поголема е шансата да не продолжи со репрезентацијата. Кај германците се дешава еден тотален хаос против Нагелсман, се шпекулира со Клоп дека треба малце на репрезентацијата, идентитетот да и се врати оној да се игра до последна минута, да те изгазат, па а не да се чекаат пенали. На која репрезентација најмногу и треба некој ремонт, еве за да се врати на некои патеки, бидејќи еве за многу репрезентации ги спомнавме дека се разочарувања. Па искрено не знам сега. Гледаме така Италија, што не е ни воопште ни на светско првенство, така, сепак. Но сакам да кажам дека дека се случуваат тие, да речам, проблеми и секој некако е тоа, сме навикнати од после. Како не знам, вриело оваа репрезентација, вриело овде имало проблеми овде, се ништо тоа не излегува во јавност до моментот дека не се случи нешто одреден неуспех. Тоа може и да се случи одредена репрезентација, меѓутоа да победува, на крај уопште и да не се, нели да не е нас. Искрено секој се работи по различен систем, сметам дека
секој си има одредена цел и стратегија што во наредните 4 години. Нели некои гледаме се има репрезентации кои што буквално се подпираат на млади играчи, меѓутоа од друга страна па гледаме и селекториве носат некои, еве на пример кон Нејмар беше толку актуелно да го донесе колку да речем условно кажано со облекувалната да ја контролира, да биде тука како авторитет, да биде присутен и сето тоа. Така да тоа се длабоки анализи кои што сметам дека спортскиот аспект или да речам оние спортскиот дел во тие или спортските директори на тие репрезентации сигурно го гледаат како стратегија што и како, меѓутоа очигледно е дека знаете како денес мое мислење искрено, фудбал денеска играат сите така. Меѓутоа ние сме некако навикнати од репрезентации како Германија да очекуваме успех. И сето тоа ако не се деси одеднашка за нас е неуспех. Меѓутоа има репрезентации кои што да кажам биле во втор план, кои што едноставно покажуваат квалитет, покажува дали индивидуален, дали колективен и ние некако не сме навикнати по тоа. Ние сме навикнати нели можеби освен јужноамериканците, ние ако не праша 90% ќе речеме дека во четвртфинале очекуваме скоро сите да бидат европејци. Так. Или во полуфинале да речем. По дефолт. Меѓутоа тоа не е така. Пак ќе кажам, сега сегдека се игра фудбал, сегдека фудбалот иде напред со голема динамика, сегде се создаваат услови. Значи сегдека има инвестиција во да речем она ноу-хау што постои во фудбалот, значи инвестиција во технологија, во тренерска технологија, во не знам во анализи, во сите тие работи, буквално сметам дека дури оние веќе доаѓа во ситуација кога овие што се големите репрезентации веќе го имаат тоа, а овие малите можат многу побрзо да го достигнат ниво. Тоа ниво, нели, кој што кажавме на пример, ако е таа репрезентација на Мороко која што како репрезентација нас не ни остава одигра супер во Катар, меѓутоа не ни остава впечаток сега дека Мароко би одел до кузне каде, меѓутоа се тоа играчи кои што не играат во мароканска лига, некои играат по големи европски. Така да е една комплексна, мислам, сметам дека е една комплексно прашање кое што вара едноставно многу и многу анализи и секој верувам дека од репрезентациите знае како да го одработи тоа. Така, кога спомена стратегија и планови, еве видовме со форматот, нели новиот формат африканскиот континент донесе 9 репрезентации, 2 видовме дури во нели во четвртфиналето, што дава силна порака дека колку може Африка да донесе на оваквите континентални надпреварувања, но каде сме ние од оваа страна од Европа, Балканов, посебно Хрватска важеше доскоро нели за една селекција која знае до самиот крај да исплива. Босанците видовме сега после толку време повторно беа. Некако сите другиве, Србија, ние, Бугарија, стагнираме. Од искуството, од шетањето, од движењето во фудбалските кругови, велиш вложување, да, па верувам во Африка не се вложува толку многу како тука. Таму знаеме играат и на песок и на земја, една репрезентација како Капе Верде, па види што направи. Сепак тука има подобри услови, но успех немаме. Дали тоа се должи на европскиве сили, другиве репрезентации што се борбата, нели конкуренцијата, па не може да испливаме никој подалеку. Па искрено не би навлегувал во детали од аспект на сега како и ние да речеме еве сега балканскиве репрезентации, но факт е барем за Балканот дека некако репрезентациите кои што имаат повеќе играчи кои што играат во странските првенства, дека е таа подобра репрезентација. Значи без разлика дали се работи од Босна, еве на пример, колку играат од фудбалерите во босанска лига, колку од хрватите играат во хрватска лига. Мислам дека тоа е најголемиот репер, бидејќи играчите кои што повторно ќе кажам се развиваат на едно високо ниво. Зборам од аспект на квалитет на тренинзи, квалитет на рекавери, квалитет на суплементи, квалитет на живот едноставно и професионалност и пристап према тоа едноставно сметам дека тоа е факторот кој што моментално некако влие за да одредена репрезентација кој што доаѓа од да речам ајде да ги речам како земји кои што се во фудбалски подем. Главните чинители се оние играчи кои што играат по големите европски кои ќе се вратат да играат за репрезентација, доколку дојде нели она со селекторот успее да направи одредена кохезија и одредена клима во репрезентацијата и сплот, тоа дава резултати. Додека за овие афрички, на пример, сега дали играат по песок или не, тоа ние не можеме да го знаеме, но сепак сакам да кажам дека сепак можеби веќе се појавува фактот дека нели можеби
одредени предиспозиции физички кои што ги имаат, може да се носат во одреден момент, можеби ќе кажам заморот кај овие кои што играат по Европа репрезентациите, можеби тоа е некој фактор, меѓутоа тоа е пак ќе кажам предмет за анализа на некои други, да речем професионалци во оваа работа и сметам дека за разлика афричките, на пример, сите знаеме дека квантитетот прави квалитет. Што треба да имаш една маса на квантитет од играчи за да создаде квалитет. За да можеш да избереш. За да можеш да избереш, затоа што ти ако треба од два да одлучиш кој е подобар, верувам, е поголем простор да направиш грешка него да речеме од 200 да одбереш еден и тој е најдобриот. Значи самиот квантитет создава квалитет. Така да сметам и ја лично дека можеби во тие репрезентации тоа е предност. И сами знаеме колку е голема нели таа инвазија да речем на афрички играчи кои што првично доаѓаат во некој точно во овие земји во подем. Еве има случај во нашето првенство нели во првата лига колку сме сведоци на тие афрички играчи ангажирани и во нашето првенство кои што првин доаѓаат на една одскочна даска и потоа тие кои што да речам ќе вредат нешто, потоа продолжуваат во Европа горе, така да и од нивна страна е тоа добро. Не верувам дека за сите има место со оглед колку е голем квантитетот, за сите има место да отидат во топ 5, топ 10 лигите. Затоа и се случуваат затоа имаме и сега играчи кои што дошле во македонско првенство, останале па имаат добри кариери по Европа на едно одредено ниво. Можеби не на врвно, но сепак на одредено ниво кое што е успех од аспект дека тргнал да речеме прв пат во Европа од македонска лига, да речеме, пошто нели тука живееме и тука функционираме. Така, технологиите, развојот, фудбалот, еве, кажавме сите го играат, на сите им е достапен. Во 21 век практично со еден клик се ни е на дофат на рака. Од организацијска гледна точка, од гледна точка на подготвеност, каде сме ние и како репрезентативен и како клупски фудбал? Од она што си можел да го видиш по светот, разговарајќи со своите контакти, гледајќи надпревари одблиску, што е она што најмногу би требало да посветиме внимание за да го фатиме и ние теркот со да врземе големи надпреварувања? И како репрезентација, меѓутоа и клубовите да ни влегуваат во еврокуповите. Ние бевме и на европско првенство, значи. Да, 2 баражи изигравме. Пак ќе кажам, еве мое мислење лично, тоа беше период да се надоврзиме на претходниот разговор дека тоа беше период кога играчите кои што играа во репрезентација играа и во нивните клубови, имаа минутажа, беа во една да речем форма, мое лично мислење. Сепак сметам дека е број еден инфраструктурата во целото тоа. Можеби да не одам сега предалеку од аспект на нели, меѓутоа основа е инфраструктурата во целата, она што ние можам да кажам кубуриме овде во Македонија, да речем, условите кои што во кои што ние можеме да им ги дадеме, да речем дали се работи за грасрутс фудбал, младински фудбал, дали се работи и треба континуирано да работиме на тој проблем, бидејќи прво и основно е инфраструктурата, а второ по мене е едукацијата на кадар. Без разлика дали се работи за луѓе кои што работат во, да речем, спортски менеджмент, дали се работи за тренери, дали се работи за физиотерапевти, дали се работи... Значи сите сегменти кои што имаат своја, да речем, една најмала трошка да имаат во мозаикот, во успехот на таа екипа, дали се работи за доктор, физиотерапевт или било кој. Значи мислам дека ноу-хауто и едукацијата на кадрите, човечкиот фактор и инфраструктурата се тие кои што треба да не водат напред за да можеме да достигнеме одредено ниво. Пак ќе кажам дека мислам дека во иднина треба да продолжиме да се работи на тоа и едноставно да ги фатиме како да кажам, да искористиме можноста на сето ова што ќе и претпоставам дека во иднина ќе има одредени да речам добри работи за нас, дали ќе се прошири одредено надпреварување, дали ќе има друг принцип на квалификации, дали еве на пример Лигата на нации. Нели порано знаеме и самите дека се организираа пријателски надпревари кога е FIFA термини, сега на пример сега се искористи тој да речам геп за да не играш пријателски надпревари, еве се случи Лигата на нации кој што индиректно ти дава преку успех во Лигата на нации да можеш да се квалификуваш на дали на Европа. Да, така и ние направивме преку, мислам дека беше преку Лига Д. Да. Така да сметам дека во иднина ќе има простор за се повеќе репрезентации до одреден лимит, да речам, или систем кој што ние треба да го искористиме да едноставно да отидеме барем на едно светско првенство.
Така, кога сме кај развојот, вложувањата, ти си еден од ретките и првиот македонец, нели, знаејќите како се вложуваш во спортот, се закити со една престижна диплома од Харвард за спортски менаџмент, па колку е таа диплома вредна и како се доаѓа до неа? Па видете, благодарение на Европската клубска асоциација, сега ребрендирана во European Football Clubs, јас сум како член на работнички сум таму од 2015 во, да речем, во различни работни групи. Дојде можноста да едноставно Европската клубска асоциација, да речем со старото име, ЕФЦ, направи одредена колаборација со Харвард универзитет, бидејќи тие покрај тоа што ги имаат редовните студии, имаат можност и одредени, да речем, прават одредени програми за одредени теми. Меѓутоа, конкретно за спортскиот менаџмент, знаеме ние добро колку е тоа распространето во Америка и колку има тоа е напреднато и сето тоа. Се дојде до една Европската клубска асоциација дојде до една идеја во процесот на едукација да има едно ново поглавје за многу по-сениор, да речам, менаџери или како да ги кажам фудбал екзекутивс, во кој што нели се аплицираше, ја поднесов мојата апликација, бев одбран во тие 40, да кажам, колеги кои што работат во другите клубови, имаше таму и директори, извршни директори, имаше генерални секретари, имаше хедов различни департменти во различни, за да имаме можност едноставно да видиме како тоа се случува во, да речем, во Америка. Едно огромно искуство, не е самата диплома како диплома е сепак вредна, но искуството и онаа можност што ми ја дадо сосема друг аспект да ги видам како функционираат работите, бидејќи на пример еве ќе кажам Харвард, буквално ја немав ни една книга, што се вика, не учевме, него све се учи преку кейс стади, се учи преку работи кои што се случиле или да речам одлуки кои што ги донеле одредени менаџери без разлика дали се работи за спортот, дали се работи за бизнис или било што, зашто ги донеле и преку анализа и доближување на нивниот мајндсет во целата ситуација од страна на професорите од Харвард и сето тоа најмногу посветено на лидершип и на, да речем, на спортски менаџмент. Меѓутоа па успеав и да видам она што дефинитивно, значи на кој принцип и како американците на пример го гледаат тоа преку нели дека се е бизнис, дека се едноставно мора да биде све мегаломанско, мора да биде се на начинот на кој што сме навикнале, можеби најблиску до нас пред да дојде нели сега новата ера на МЛС со овие звезди кои што дојдоа, можеби најмногу го доживувавме преку во најголема мера преку NBA. Како тоа беше кај нас. Сето тоа беше, не знам, едно огромно искуство. На крај бев и недела дена во Пари Сен-Жермен, бидејќи председателот на Европска клубска асоциација е Насер Ал-Келаифи, председателот на ПСЖ. За каков мултимилиардер се работи. Да, тој мислам дека решил да вложува во тоа. Да, едноставно сметаат дека едукацијата и надграбување бидејќи најдобрата работа е нетворкингот во целата ситуација. Зборам, фудбалот би можел генерално како гледаат они, дека фудбалот би можел да биде обединет и фудбалот би можел да биде што подобар во иднина до кој има размена на искуства и размена на сето она што го знаеме. Ние во групата бевме, да речам, не бевме сите, не знам, генерални секретари, не бевме сите извршни директори, не бевме сите председатели, имаше и head of marketing, имаше и head of не знам, sustainability во клубовите, имаше head of познати можеби фудбалски имиња. Со мене беше Давиде Комоли кој што беше допред месец дена беше CEO на Ювентус. Така. И беше Виторијано, извршниот директор на ПСЖ. Значи, тие се некои ако треба да ги гледаме према нели клубовите, така, према нивото на клубовите. Имаше една дузина, например, не знам, Head of Finance беше од Ајакс. Кој што знаете како на публиката некако по дефолт први ним се најпознати играчите, па тренерите. Меѓутоа постои многу голема работа во позадина. Еве за компарација, например, просекот на вработени во Премиер лига е околу 480 вработени во клуб од Премиер лига. Зборам во организација и во администрација во клубовите. Машинеријата озбилно. Значи сериозна бројка, така да ова се луѓе кои што можеби не се атрактивни за гледачите, не се атрактивни, ретко ќе ги видат, да речам, во или на телевизиите или се, меѓутоа луѓе кои што сериозно значат во поглед на организација, на менеджмент и луѓе кои што водат сериозни клубови и сериозни спортски колективи. Затоа што
Меѓутоа искуство како искуство и самиот нетворкинг и можноста едноставно да бидеш во таа група и да седиш заедно со нив, самото искуство да бидеш еве кој сега што нели седиме заедно е богато. Секогаш сите ме прашуваат добро што би имплементирал во целата ситуација. Па логично дека да, верувам дека е следното прашање и тоа би го поставил. Да, меѓутоа мислам дека е далеку, повторно ние ќе кажам и од аспект на финанси, пред се финанси, тука располагаме со некои лимитирани ресурси и сметам дека во иднина треба малце да се нели да се подигне она, како да кажам, разумот, можеби, дали се работи за сопствениците на фудбалски клубови, дали се работи за директорите на одредени спортски организации или председатели, да се вложува во едукација на кадрите, без разлика ќе кажам дали се работи за, пак ќе се надоврзам на претходно што го разговаравме, дека дали се работи за тренери, дали се работи постојана едукација биќе таа сметам дека може да не носи напред. Тоа е и мојата волја, тоа е мојата желба секогаш да бидам дел од тоа, меѓутоа бара и одредени жртви заради тоа што едноставно нели постојано патуваш, одиш, но ни еден ден ако можам како да кажам, не жалам што буквално сум го потрошил бидејќи искуството и сето тоа што го дава е феноменално. Посебно за еден искрен влюбеник во фудбалот, да речем. Ние сме на пример луѓе што ги следат сите македонски клубови кога ќе излезат на меѓународна сцена за репрезентацијата, па да не зборуваме и за сите спортови, тоа така, меѓутоа еве да се задржиме на фудбалот. Колку стварно луѓето кои што раководат со македонските клубови имаат волја и слух, едуцираните кадри меѓу кои што си и самиот да ги вклучат во работата на клубовите, да каже стварно овој дечко е едуциран, може да помогне, има добро CV, па од еден добар пример или два да види некој и втор, и трет, и четврт и да направиме јаки клубови, јака лига, јака конструкција. Само да препознае некој шанса да даде. Па добро, видете, како да кажам, моje мислење е дека некако ориентацијата моментално се сведува сена да се донесат квалитетни играчи пред првин. Потоа да се донесат квалитетни тренери и после работата секретар во клубот или не знам некој може да го работи било кој од целата ситуација. Што е жалосно што е така. Па сега не знам како да кажам сега, некако моето искуство 16 години во работнички ме доведува во ситуација да не знам, едноставно секоја година е така, нема ништо. Пред се гледа, зборам и од аспект финансиски, да се поставиме сега на позиција на сопственици во клубовите. Некако најголемиот буџет секојаш иде за добри играчи, па после некако да платам некој добар тренер ако можам да донесам од странство или нешто, а сепак на крај таа администрација или да речам со честни исклучоци за одредени клубови, сега не би напоменувал, кои што имаат и повеќе вработени, меѓутоа сето тоа се сведува како перцепцијата, сметам дека е као може он да ги заврши сите работи и често еден човек повеќе позиции. Да, повеќе позиции, меѓутоа да знаете една работа дека тоа често го зборам дека на пример тоа ни е искрено мене во многу ситуации ми било предност, затоа што јас се среќавам со колеги од европски клубови кои што се они само дел од системот. Така. Значи он само работи одредена, како да речам, он работи во одреден департмент и што се вика он е само тој што го завртува штрафчето на целава приказна и он не е толку експониран на одредени проблеми. Додека овдека на пример сакајки или не сакајки заради одредени проблеми. Учиш се и сешто. Учи се и сешто и некако си да кажам на едно ниво со знаење и зборам за целиот као една цела целина што можеш да го осознаеш функционирањето и менаџирањето на фудбалски клуб, конкретно еве сега да кажам пошто сум дел од фудбалски клуб, некако ти дава во една целина. Дали се работи тоа за комуникација со УЕФА, дали се работи тоа за регулативи, дали се работи за регулативи на ФИФА, регулативи за за одигрување на надпревари или систем на европски надпреварувања, дали се работи не знам за одредени проекти за sustainability или било што, значи некако тоа сакајки или не сакајки те прави едноставно да посестран, да можеш едноставно да ги увидиш од пошироко работите, додека таму се работи со толку вработени, на тоа ниво се работи за поспецијализиран. Да, точно се знае што прави. Така да тоа е едно генерално мое мислење. Сега дали ќе се измени или не, останува да видиме. Да. Долго си во работнички, како што кажа, 16 години, фати еден убав период, но ќе кажам и сега може па и за прв пат, нели, еден лош, многу лош и за прв пат во втора лига.
за нас вистинските влюбеници во фудбалот, што се навикнати на, знаеки какви квалитетни играчи произведуваше пред се работнички, ќе ни биде многу тешко да го гледаме во втората лига. Како е атмосферата таму? Па, што е тоа? Фудбал е, мислам, како да кажам сега. Сме ги видели и Вардар нормално се случува и меѓутоа, Ева го и Пелистер сега. знаете како, фудбал ќе заврши претходната сезона, треба да се направат одредени анализи што е причината, како, зашто, и потоа најдобро би било да се извлечат поуки од тој, да речам, неуспех во целата ситуација и едноставно да се најде начин. Верувам дека ние како работнички ќе најдеме начин и посакувам што побрзо да се вратиме таму каде што ни е местото, затоа што јас искрено го зборам тоа со гордост, бидејќи сами знаеме, ако ништо друго, без разлика кој за кој клуб навивал или дали, не знам, ние сме биле во сенка на градските ривали Вардар или не знам, имаш клубови како Ѓорче Петров, нели Шкупи и сето тоа, меѓутоа сметам дека работнички и треба на првата лига, пред се заради тој, да речам, тоа производство на млади кадри, фудбалери, кои што се развиваат и кои што растат во една, како да кажеме, на нормална градска средина, бидејќи ние долго време, јас сум во работнички, ние големо внимание посветуваме не само на дали тој ќе биде утре добар фудбалер, не, меѓутоа пред се ни се битни и као карактери. Знаете, пошто фудбалот едноставно сите имаме врска да произведеме едно, нели, младина, квалитетна младина во целата ситуација. И сметам дека работнички оваа година, покрај што ќе се потпира на млади кадри, верувам дека сега првиот рок ќе започнат, имаме уште многу до почеток на првенството, имаме уште месец дена на втората лига. Да. Сметам дека имаме доволно време, од кога ќе почне и првата лига, имаме уште 20 дена после отворен првиот рок, така да ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа пак ќе кажам, моje искрено мислење дека работнички мора веднаш да се врати во прва лига каде што и припаѓа, бидејќи сите некако го навикнавме на и на овие европски успеси, на оние радости што не ги правеше, така да И сите великани кои што дојдоа во Скопје благодарејќи на работнички. Да, апсолутно. Мислам, тоа беше сум бил дел, меѓутоа мора кога работиш во фудбал едноставно се спремни дека има и успони и падови и сето тоа. Можеби јас не сум директно во тој спортски оддел, меѓутоа од организацијски аспект сигурно кога би требал да бирам, сигурно би сакал сега да имам некое европско лето и да играм и да идам на ждрепка, него да сега да се подготвувам за втора лига. Ако би треба да бираш, кој период би го избрал онака најуспешен и кога си се чувствувал најсреќно во работнички? Па, јас секогаш го кажувам почетокот. Зашто јас дојав во работнички во понеделник, во четврток се играше работнички Ливерпул. И бев во некој, како да кажам, транс. Во некој жежо коган, буквално во најголемата гужва што се случила. Многу ми намислаа дека тоа беше плейофот, не, тоа беше од трето квалификацијско коло. Меѓутоа, онака на 4 дена не патував таму на реваншот, бидејќи само што дојав немав ни виза извадена, ни ништо буквално. Меѓутоа, поимав среќа 2011 да биде Лацио. И потоа имавме она серија во 2014 бевме шампиони, игравме против Хелсинки квалификации, испаднавме во прво коло. А она најблиску кога сме биле некогаш буквално за еден гол беше 2015 кога испаднавме од Рубин Казан. Тогаш ги поминавме и Трабзон, нели тоа лето поминавме и Флора Талин, поминавме и Рига, мислам дека беше тогаш, така да тогаш би го изведел. Значи тој период 2014 со шампионската титула и дуплата круна во македонско првенство и освојување на купот 2015 и буквално за еден гол што не влеговме во групна фаза во Лигата на Европа тогаш. Тогаш ја немаше конференцијска лига. Ние сме тука да даваме поддршка на сите наши екипи, работнички не е исклучок и секако посакуваме работнички само една година да помине во второлигашкото друштво и некој нареден разговор да го правиме како прволигаши и нормално на работнички да му се повторат овие славни денови и сонот за групи да му се исполни. И се заблагодаруваме воедно и на твоето гостување денеска тука кај нас. Благодарам и на вас за поканата, за како што викам, за фудбал сум секогаш тука за разговарање без разлика. Така. За крај очекуваш Франција да освои? Не сакам, не сум типер. Не сум типер, не типувам такви работи, некако, меѓутоа некако ме влече на Англија.
Мене ме влече навивачки можеби на кај Англија. Знам дека треба да се сретнат со Аргентина сега, ама Прво нека поминат Норвешка, па ќе видиме кој со кого ќе се сретне. И Некако, Аргентина не ќе има знам, Швајцарија, дали ќе некако има нели да играат две финалиња европско Да. ги игра и некако све нешто малце фали и тоа е можеби, не знам. Ама Англија никој не може никогаш да ја отпише од било што. Сега. Нено ти благодариме уште еднаш, секогаш радо ќе разговараме на фудбалски теми со тебе.